почитувани представници на медиумите, драг Дейвид, амбасадоре Кир. ЕУ низ годините помина из многу фази, од изворно економска заедница до се потврста политичка унија. Од група на земји обединети околу демократските принципи западно од Рајна, до унија од 27 земји членки, токму затоа што многу држави ги препознаат тие принципи како темелите врз кои ќе го градат својот процес на трансформација и својата идеја. Планот на Шуман се менуваше од почетната идеја од слободна трговија на јаглен и челик, економски простор базиран на 4 темелни слободи, укинување на границите, единствена валута, единствена социјална политика. Оно што остана е дека ЕУ е најуспешниот мировен проект. ЕУ нема да биде целосна додека не ги интегрира и земјите од Западниот Балкан. И на тој начин не го комплетира проектот на обединети европски држави. На Денот на Европа повторно зборуваме за еднината, за мирот, за едништвото, стабилноста и просперитетот на нашиот континент. И треба да се вратиме кон основите, кон оно што не обединува и заради кој сакаме заедно да ја градиме нашата заедничка европска иднина. Се уште нереализиран сон на многу генерации македонски граѓани. Оно што не обидува се вредностите и стремежот за подобар живот за македонските граѓани, кои тоа го заслужуваат, преку итно откочување на европскиот пат. Оваа определба е врзнато ткиво што го обединува целото наше општество и ги надминува разликите од партиска, од политичка, од етничка природа. Северна Македонија не само што сака да биде дел од Унијата, туку и често пати сме покажале дека знаеме да се однесуваме така, конкретно преку нашето дејствување како стабилен партнер на меѓународната сцена и според зборовите токму на ЕУ, светол пример во регионот за решавање на тешки прашања. Тоа е патот по кој ќе чекориме одлучно и непоголебливо, нема да се откажеме без оглед на предизвиците, затоа што македонските граѓани заслужуваат да бидат и формално дел од ова семејство. Ова е втора година како Денот на Европа го одбележуваме справувајќи се со COVID-19 кризата. Пандемија што ги смени светските текови, ги помести приоритетите, го смени начинот на живење, но истовремено ни направи една голема лекција. Не подсети колку сме сите заемно поврзани, зависни едни од други и ранливи, без разлика каде се наоѓаме, дали сме големи или мали, но силни кога сме обединети во различностите, кога си помагаме меѓусебно. Иако не секогаш многу видлива, Европската Унија од почетокот на кризата покажа дека е неспоредливо најголемиот донатор во нашата земја, кој ни помогна да се бориме со оваа чума на нашето време. Нема да зборувам конкретно за проектите. Амбасадорот спомена 230 милиони евра вкупна помош. Може би ќе спомнам, бидејќи имавме прилика да разговараме со креаторите на Екопошта, да го изразам моето воодушевување. Компанијата се бави со транспорт на кореспонденција и стоки, без да чепне во животната средина. И би сакал да им изразам поддршка, разбрав дека се задоволни од делумно бескаматниот кредит, делумно грант од овие пари од 40 милиони. А Девид ми кажа дека ова е еден од најуспешните проекти до сега, бидејќи сите 40 милиони се искористени и тоа од 2500 мали бизнеси, мали и микробизнеси. Мапата на Европа не обврзува да работиме заедно за обезбедување подобра иднина, да се грижиме за мирот и просперитетот. И тоа им го должиме на идните генерации. Во овој век, 21 век, недозволиво е да работиме на разединување, на актуализирање на теми, за промена на граници, на идентитетски прашања кои се повеќе наратив на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Единствената одржлива идеја за еднината на нашата Македонија и регионот е европската. Таму каде границите не се многу важни, каде различностите се богатство, а не причина за раздор. Иднина во која заеднички ќе ја градиме Унијата,
во цврста заедница заснована на демократски вредности и стандарди, која се грижи за секој човек подеднакво. Не можам а да не завршам со мојата основна порака. Нашата битка денес е всушност битка и на Европа самата со себе. Да си го одржи зборот. Крајно време е да ги почнеме заслужените преговори за членство. И така ќе бидеме заеднички победници. Да ни е честит денот на Европа 9 мај. Благодарам.